Јас сум Родна Деловска, вие сте со Дневникот на телеканал А1 за оваа сабота. Добре дојдовте. Еве ги топ 3 настаните на денот. На најголемиот пролетен празник свечени литургии низ црквите и манастирите. Откупувачите на јагниња три јадраце. Југоистокот го слави празникот Свети Ѓорги или познат како Ѓурѓовден. Нови избори кои ќе доведат до многу појасна ситуација и добивање на јасно дефинирано парламентарно мнозинство. Ова е ставот на партијата Гром по прашањето за решение од затегнатата политичка ситуација во Македонија. Од наредната недела заедничка Македонија најавува нови модуси на функционирање. Работната недела ја заокружија со уште еден масовен собир во Струмица. Започнуваме со Дневникот. Денеска е Ѓурѓовден, најголемиот пролетен празник. Обичаите врзани со него ги негува Сдруженијето Струма заедно со семејството Лазареви од Струмица. Одекнаа ѓурѓовденските песни во Струмичко. Млади девојки облечени во народни носи и завезаа ситно оро, испеаа љубовни песни, ги сплетија цветните венчиња и седнаа на нишелка. Онака како што Ѓурѓовден некогаш се славел како празник на новиот почеток и новата среќа. Секоја година Сдруженијето на граѓани Струма и ансамблот Тримери ги прават ѓурѓовденските обичаи за зачувување на традицијата. Суштината на овој празник е тоа дека Ѓурѓовден е најголемиот пролетен празник и годишен празник. Од овој ден се разделила годината на зимски и летен период, што значи сега започнува летниот период и трае некаде до Митровден. Најпрво се излегува на зеленино, се кине од тревата, од веќе разнестената вегетација, се лепаат момите со лепешки верувајќи дека ќе имаат среќа во љубовта, се лулаат на определени или прво одредени дрвја кои се карактеризираат со плодност и со јакост, значи некогаш се оди на дрен, на орев, се заврзуваат лулашките и тука се лулаат младите. Тоа се народни верување дека со тоа ќе имаат среќа во наредната година. Исто така во делот на струмичките обичаи поврзани со овој празник, девојките врзуваат лулашка на дрва кои се символ на плодност и јачина и тука се нишале верувајќи дека годината ќе им биде среќна и берекетна. Постарите струмичани раскажуваат дека печалбарите на овој празник ги договарале плановите за пат. Ѓурѓовден се смета за еден од најголемите пролетни празници, се празнува фиксно на 6 мај. Ние овде славиме од 2004 година, до сега 2017. Секоја година пееме песни, се китиме со лепешки момчите и девојчињата, се луваме на лулашка. Исто така се тркаламе по ливадата и сето тоа го правиме за среќа, плодност, берекет и така. Од 2004 година до денес вратите за ѓурѓовденските празнувања ги отвара фамилијата Лазареви од Струмица. Домаќинката Виле од раните утрински часови ги подготвува традиционалната баница и лебот. И ние сме многу среќни. Секоја година уште посреќни и така ќе остане традиционално додека сме живи. Секоја година јас го спремам лебот, сукам баници, тоа традиционално кај нас, тоа е од нас од домакините. Станувам рано цавале за да можам да постигнам. Така продолжувам и додека имам сили, стално ќе го правам тоа. Некогаш кога струмичката котлина обилувала со стока на Ѓурѓовден рано пред да изгрее сонцето, стоката се носела на роса. Се терала покрај реките, изворите, пастиштата богати со бујна трева, обичај кој требало да ја манифестира слеаноста на земјоделците и сточарите со природата, а девојките го ваделе својот чеис на балконите, го распостелувале за да се види колку и што имаат. Истакна денеска и етнологот Иван Котев. Намалели интересот за купување јагниња во регионот за Ѓурѓовден. Анкетираните откупувачи, но и купувачи од Радовиш велат дека цената во споредба со минатите години е позадоволителна, но за граѓаните е повисока и затоа тие одбегнуваат да ја продолжат традицијата на овој празник јагнешкото да го има на секоја трпеза. 130. 130 има купувачи? Нема, тешко. Сега за Ѓурѓовден? Слабо него. Слабо. Многу слабо. Се на 25, ама нема.
Еднос некој 2-3. Продадо. Да, слабо. Не оде. Јагнијата, това спрема јагнето, това 10 килска, това поевтино, това така. Стои 2 ледарки, това како зависи јагнето. Ефтино, това не оде. 110 они купува понапред. И са така 130, ама нема купувачи. Нема. 140. И како оди продажба? Продаваш денеска од парче давам денеска. Од парче? Да. И колку иде едно јагне? Една и 2,5. 2,5 иде. Да. А продаде сум оддавна беше 90 динара беше. Ептен овој година многу газил се. Сега добро е Денеска така од празници дојде така. 140. Како? 140 динара. Но добро, не е многу ни скапо, ни ефтино. Колку е ова јагне? 1800. Остануваме во Радовишко. Денес беше поставен камен темелник на летна кујна во конакот во манастирот Свети Ѓорги во селото Oraovica. Воедно, по повод денешниот празник беше одржана и света литургија, а со тоа се одбележа и 5 години од осветувањето на манастирот. Присутен беше и митрополитот Брегалнички Иларион. Воскресна, навистина воскресна. Најнапред честит и вечен празникот, манастирска слава, користам прилика во овие радосни пасхални денови по воскресението Христово, да име честита манастирската слава најнапред на ктиторот, за кој што го изгради овој велелепен и прекрасен храм, на свештеникот на старешината на Отец Иван, на црковното настојателство и на сите жители од овој крај кои што го слават и почитуваат Свети Ѓорги. Ова е прекрасно место, како што реков и на светата литургија. Господ ова место го создал и го украсил со сите убавини, а нашиот ктитор по Божја волја, господинот Николајчо, го доукраси ова место за да биде едно многу пријатно и благопријатно место. Ова година имаме прослава 50 годишен јубилеј од возобновување на древната Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква, но исто така имаме и 5 годишен јубилеј од осветувањето на овој храм посветен на Свети Ѓорги, на кој што денеска му и слава, на кој што денеска му даваме посебна почит и внимание на овој голем великомаченик кој што направил многу за верата Христова и за сите ние кои што сме Христови. Нека е честита и вечна славата. Можам да кажам дека денеска за мене, а сметам и за манастирот Свети Ѓорги во Oraovica и целата Oraovica е голем ден, затоа што, како што кажа владиката, одбележуваме 5 години од осветувањето на овој прекрасен манастир и 50 години од возобновувањето на Македонската православна црква. Ние по некоја традиција Господ ни дава помош за тоа, се определуваме секоја година по нешто да градиме. Годинава беше на потез да ја почнеме да удриме камен темелник на кујната која се наоѓа во склопот на конакот. Таа беше прилично запуштена, не работеше по правила какви требат за да работи една кујна. Денеска поставивме камен темелник пред владиката, ветивме дека до прославата на 5, официјалната прослава на 5 години од осветувањето на манастирската црква, тоа е во ноември ова година, ќе ја осветиме и таа кујна и со тоа отприлike се заокружува една целина на овој прекрасен манастирски комплекс. Јас и во ова прилика би сакал да ги повикам сите добронамерници да дојдат, да го видат, да ги видат овие прекрасни предели, да уживаат и во ова што го дал Господ и она што е создадено. Живописниот манастир посветен на светиот великомаченик Георги Победоносец во падините на планината Плавуш во Валандово е местото каде секоја година се собира мноштво народ за да се помоли на светителот. На празникот на великомаченикот Георги Победоносец секоја година во манастирот над градот Валандово, кој е посветен на овој светител, доаѓаат жители од целата општина. Со генерации наназад валандовци во голем број ја посетуваат манастирската црква, за да се помолат на светителот и присуствуваат на народната трпеза која се подготвува во манастирскиот двор. Оваа година, еден ден пред празникот, се служи посен грав бидејќи е петок, а на самиот ден се служи агнешка чорба. На казан клавиме по 10 кила. Гравче и по 2 кила зајтин и после се запрживе
И Саклава Мирдија внатре имах да нос. За ва вечер тоа е. Какви количини варите обично, знае? По 30 кила гравче варим. И доваѓаме да помагаме тука за здравје. Секоја година, сега сите жени сме тука, се знаеме од Валандово сме. И сите си помагаме за здравје. Ова светилиште, кое е едно од позначајните и најпосетуваните места во Валандово, има подалечна историја која бележи дека уште во средниот век на овој простор постоела мощна убава црква посветена на Свети Георги, а од колено на колено се пренесувала традицијата меѓу валандовчани со голема љубов да се обраќаат на светителот. Овој празник за валандовчани е многу интимно сврзан. Затоа што самиот манастир, значи местото на кое што се наоѓаме, е посветено на светиот великомаченик Ѓорги. Светиот великомаченик Ѓорги, значи како голем ревнител кон Бога и голем христијанин, и во најтешките моменти, значи кои се наоѓале во ова место, кога и верскиот и националниот идентитет биле загрозени на луѓето, токму ова свето место, овој манастир бил чуварот исто на нашата вера. Отец Љупчо раскажува дека за манастирот и неговото значење белешки водел и познатиот патиписец Евлија Челебија. На времето во овој манастир живееле над 100 монахинки. И тие се грижеле за нашата вера, тие се грижеле за овој манастир, по самото тоа можеме и да предпоставиме колку голем и колку велелепен бил овој манастир. Тие монахинки биле нашите прабаби, значи кои што живееле тука во овие простори. И токму затоа и самите валандовчани си се толку интимно сврзани и кон ова место, а и кон самиот празник. Освен во Валандовскиот крај, Свети Георги е славен и почитуван и во соседната општина Дојран, каде црквата во населеното место Нов Дојран е посветена токму на овој светител. Остануваме уште малку на тема религија. Застапеноста на повеќе верски заедници во Македонија доведува до конфликти, но и заедничко решавање на истите. Помалите заедници треба да бидат поотворени во однос на останатите, со цел да добијат еднакви права и еднаква интеграција во општеството. Во општина Струмица има најмногу застапеност на различни верски заедници. Општо во Република Македонија со закон е обезбедена правната положба на сите верски заедници во земјава. Според професор доктор Валентина Божиновска, директорка на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, функционирањето на сите нив во Македонија понекогаш доведува и до појава на проблеми, подеднакво како и помагањето едни на други, како што беше случајот со акцијата Келија 1 и Келија 2, при кои голема помош Комисијата доби од исламската верска заедница. Овие покрупните работи, како што беше да речеме проблемот со Келија 1 и Келија 2, за кој Министерството за внатрешни работи имаше своја акција, гледаме да бидеме во контакт со исламската верска заедница, која многу ни помогна во тој дел, помогна на Министерството за внатрешни работи. Таа акција да биде многу внимателна, многу прецизно, се опфатна како да се настапи оти. Вие гледате дека тие радикали кои доаѓаат од соседните држави ги запоседнуваат верските храмови, џамиите и таму не дозволуваат на легитимните имами да ја држат својата молитва. Верските заедници во Македонија се управувани од меѓурелигискиот совет составен од 5 верски лидери, кои сами, независно од државата, свикуваат состаноци и при настанување на верски конфликт во државата настапуваат со своји соопштенија во јавноста. Лидерите имаат различни ставови, но според Божиновска тоа не значи дека немаат внатрешно несогласување. Подеднаквите права на верските заедници во Македонија, таа вели дека зависат од нивната асимилација. Малку помалку права имаат помалите верски заедници, односно религиозни групи, но пак повторно ќе речам, тоа е работа на првите луѓе на верските заедници, на религиозните групи, и тие би требале да се интегрираат во општеството на начин на кој начин државата ќе им се понуди. Ме разбирате? Значи, колку они работат за добробит на државата, колку имаат потреба за внатрешните потреби на нивните членови, толку имаат потреби и барања од нас како држава. Таа смета дека за подеднаква интеграција во општеството на сите верски заедници во Македонија важна е и нивната комуникација со државата и нивните барања. Што се однесува до помалите заедници, треба да бидат поотворени кон другите.
Нови избори кои ќе доведат до многу појасна ситуација и добивање на јасно дефинирано парламентарно мнозинство. Е ставот на партијата ГРОМ по прашањето за решение од затегнатата ситуација на македонската политичка сцена. Сметам дека вештачко формираното парламентарно мнозинство, кое што не ги доби изборите, последните парламентарни избори, сметам дека не стои цврсто, туку напротив ќе стои на стаклени нозе. Народот се повеќе и повеќе сваќа што се случува во државата, свесен е за загрозување на унитарноста и идентитетот и сметам дека болната желба за доаѓање на власт по секоја цена може да се случи да народот повеќе не може да се контролира со политички средства, што ќе биде многу погубно за нашата држава. Дека нови предвремени парламентарни избори ќе бидат најсоодветното решение за ситуацијата во која што сега се наоѓаме и сметаме дека новото оформено парламентарно мнозинство ќе биде стабилно и ќе може да ги спроведува сите работи кои што се неопходни за нормално функционирање на нашата држава. Целата емисија Фокус ке може да ја погледнете вечерва во 20 часот и 45 минути. Продолжуваме понатаму со останатите содржини од дневникот. Историјата е отворен процес кој се пишува секојдневно, а ние македонците сакаме да пишуваме со нашиот македонски јазик, за нашата македонска вистина. Слободата е нашата икона, затоа да не ја испуштаме од рацете, порачаа синоќа учесниците на протестниот марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, што се одржа во Струмица. Доколку во една држава не постои и не се почитува устав и закон, таа држава повеќе не е држава и не постои. Да не дозволиме со водење на специјална војна против народот и да ве демотивираат, да се исплаши и да ве обесхрабраат, да ни се протнат сите нешта пред нас. Да се само избришиме како најстар народ со име Македонија и ние како македонци имаме обврска пред ова и идната генерација да ја одбраниме ова наша земја кога е потребно. За спас на ова наша и вековна татковина ние ќе се бориме со разум, љубов и нема да дозволиме да не поделат нас македонците со македонци. Напротив, ке се обединеме и сплотиме сите, без разлика на партија, етникум и интерес за нашата мајка Македонија. Браво! Браќа и сестри, секојдневно се менува ситуацијата и во иднина е можно да има и промени во начинот како ќе продолжуваме и делуваме и форматот на делување ќе се менува и благовремено ќе ви информираме. Да живее Македонија! Да живее заедничка Македонија! Да живее унитарна Македонија! Градоначалникот на општина Боговиње Хазби Идризи починал откако денеска бил застрелен од огнено оружје од поранешен вработен во општината, исто така од селото Боговиње. Немилиот настан се случил во угостителски објект во непосредна близина на општината, соопшти Министерството за внатрешни работи. На настанот му претходела вербална расправија. Набрзо потоа убиецот се обидел да се самоубие, испукувајќи еден куршум во пределот на главата. Тој со возило на итната медицинска помош бил префрлен во медицински центар Тетово, од каде поради сериозноста на повредите е префрлен во ургентниот центар во Скопје, каде им подлегнал на повредите. Нашите колеги од Тетовската телевизија ни ги пренесуваат сликите. Околу 10 часот и 40 минути денес во Боговиње е убиен градоначалникот на општината Хазби Идризи. Според соопштението на јавното обвинителство на Република Македонија, првичните информации говорат дека осомничениот го паркирал своето возило во непосредна близина на општина Боговиње и се упатил кон бурекджилницата од спротивната страна, каде во тој момент седел градоначалникот на општината. По кратка расправија со градоначалникот, осомничениот испукал неколку куршуми со огнено оружје. По настанот, осомничениот инаку поранешен вработен во општина Боговиње се упатил кон својот дом, каде се обидел да си го одземе животот. Градоначалникот со возило е префрлен во Тетовската болница, каде била констатирана смрт, додека осомничениот поради сериозноста на повредите е пренесен на Карел во Скопје, каде им подлегнал на повредите. Надлежен обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатото лице, наредба за собирање на траги и доказен материјал од местото на настанот,
како и наредба за криминалистичко техничко вештачење. Според неофицијални информации, градоначалникот Идризи пред 2 месеци го отпуштил од работа 53 годишниот Абази и се претпоставува дека ова е причината за убиството. Итно да се свика статутната комисија за утврдување на фактичката состојба и да се обештетат граѓаните од елементарните непогоди, односно од настанатиот пожар од 2012 година. Е предлог решението кој го дадоа советниците на вчерашната седница на Советот на општина Гевгелија, каде се расправаше за исплатата на граѓаните на останатите финансиски средства од буџетот на Република Македонија. На последната седница на Советот на општина Гевгелија, меѓу другото, се расправаше и за предлог барањето од група граѓани од Гевгелиско за донесување заклучок од Советот на општината за исплата на заостанатите финансиски средства од буџетот на Република Македонија за оштетените баратели од елементарните непогоди. Станува збор за периодот од 27 февруари 2013 година до 3 март годинава. Именно врз основа на изработен елаборат е утврдена штетата за настанатиот пожар во 2012 година, кој избовнал ватарот на Негорци и кој се доближил до грчка граница. Треба да побараме релевантни податоци, дали од метеоролошката служба, бидејќи тој ден пред да настане големиот ветер со кој го прошири пожарот, имаше атмосферски празнења. Можда пожарот да настанал од атмосферски празнења, а од извештајот што е направен од лице место, некој респондира воопшто дека депонијата на комуналното предпријатие што се наоѓа во Негорци е запалена. Нито е палена, нито е гасена. До полициската станица нема поднесено пријава ниту за познат, ниту за непознат сторител. Таа е одлучувачка причина дали елаборатот би влегол во групата на штетите за кои треба да се исплати одштета на граѓаните или не. Доколку станува збор за подметнат пожар, кој нема податоци никакви, значи никој нема пријавено сторител на подметнување пожар, па макар тоа било и правно лице заради негрижа, во тој случај владата и државните органи немаат обврска да исплаќаат штета. По долгата дискусија на гевгелиските советници на оваа тема се даде предлог да се свика статутната комисија за утврдување на фактичката состојба и обештетување на лицата кои имаат штети од настанатиот пожар. Кампувањето е посебно летно доживување на децата, велат организаторите на летните кампинг тури. Тоа е одлична можност за осамостојување на младите под надзор на тим лидер. Денеска туристичката агенција Атлантис и Коузон ги промовираа своите понуди. А родителите може да се надеваат дека за само 8 дена ќе добијат ново дете. Во смисла на ново дете, поголема самодоверба, поголема желба за дружење со други и она што е најважно, желба за самосознавање. Кампот е можност за оние деца кои никогаш не се одделиле од своите родители да се одделат на еден навистина организиран начин, бидејќи ние се грижиме максимално за децата. На секој 10 деца имаме тим лидер кој се грижи, кој е татко и мајка и со нив постанува и другар, и ги советува и воедно им дава мотив да истраат без родители. Здруженијето за култура, уметност, наука и спорт Думон од Струмица стартува со нов проект. Еве за што се работи. Оваа година започнува со еден нов проект. Тоа е проектот Исчекор, кој е замислен да биде реализиран помеѓу мнозинството и осудените лица, односно раливите лица, а тоа се лицата осудени кои се на издржување казна во казнено-поправната институција во Струмица. Здруженијето Думон започна, како што кажа, пред 6 години. Значи, до сега од овие изминати 6 години имаме, ми се чини дека околу 42 представи со учесници од најмладата популација, а тоа се децата од 1 до 9 одделение. И имавме исто така театарски представи изведени од младите луѓе или односно популација од 18 години до колку сега граница, да ми се чини дека 30 години, така нешто, за млади лица. Активностите на Здруженијето пред се насочени кон развивање и афирмација на театарската уметност, театарската игра и театарската култура во општина Струмица, нормално, и развивање на сите други уметности, затоа што како што знаеме, театарот ги содржи
Сите 7 уметности, значи содржи и музика, содржи слика. Главната цел на проектот е подигање на свеста кај граѓаните за потребата и необходноста на вклучувањето на луѓето во проектите, луѓето од ранливите групи, и со нивно вклучување заедно работејќи да се помогне во нивната ресоциализација, да излекувајќи од таму тие да продолжат некој колку што може нормален живот. И за крајот овој дневник вестите од светот и регионот. Повеќе од 30 луѓе денеска се повредени во пожар во 40 катница во југозападна Москва, соопштуваат руските новински агенции, цитирајќи извори од локалната брза помош. 11 луѓе се префрлени во болница. Изворите велат дека вкупно 31 човек, вклучително 6 деца, бараат медицинска помош. Од нив 11 се префрлени во болница, вклучително и 2 деца. Инцидентот доаѓа откако на 22 март во голем пожар во стамбена зграда во североисточна Москва загинаа 2 лица, а 19 беа повредени. Парите на грчките пензионери се редуцирани на 23 пати во годините од потпишувањето на првиот договор за доделување на финансиска помош, тоест од 2010 година. Ова го покажуваат сметките на обединетите мрежи на пензионерите во земјата, цитирани од грчкиот Катимерини. Така, трошоците кои ги прави владата за пензионерите во изминатите 7 години се намалиле за 50 милиарди евра. Со намалувањето на парите, некои пензионери изгубиле до 50% од износите што ги добиваат од државата. Станува збор не само за основните пензии, туку и за дополнителните средства и бонуси. Главните пензии се намалени за 18%. Изборниот штаб на независниот председателски кандидат на изборите во Франција Емануел Макрон соопшти дека е жртва на голема и координирана хакерска операција, откако ноќеска беа објавени голем број мејлови од кампањата само на еден ден пред одржувањето на вториот круг од изборите. Британските медиуми објавија дека корисникот кој себе си се нарекол Емле Акс на сајтот Pastebin постирал околу 9 гигабајти податоци, што овозможува на тамошно споделување на анонимно поставените документи. Изборниот штаб на Макрон потоа соопшти дека пред неколку недели биле украдени автентични документи, што потоа биле измешани со лажни документи за да се предизвика сомнежи дезинформации. Председателот на САД Доналд Трамп ќе се сретне со председателите на Европскиот совет Доналд Туск и Европската комисија Жан-Клод Јункер на 25 мај, кога ќе го посети Брисел, соопштија двете институции, цитирани од Франс Прес. Европската турнеја ќе продолжи со средбата на Г7 во Сицилија на 26 и 27 мај. Белгија нема да е првата странска дестинација на американскиот председател. Пред тоа тој ќе отиде во Израел, Саудиска Арабија и во Ватикан. Пред да биде избран за председател на САД, Трамп во телевизиско интервју Брисел го спореди со глувчешка дупка и тврдеше дека Белгија не успеа со интеграцијата на муслиманската заедница. Тоа беше се за овој дневник. Останете и понатаму со телеканал А1. Од мене пријатно.